Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Расте бројот на заразени со западно-нилска треска. На инфективна изминатото денонокие се хоспитализирани уште 3 лица со посериозни симптоми, со што бројот се искачи на 8. Најголем бројот заразените не патувале надвор од државата и сите се повозрасни пациенти. 3 нови случаи на западно-нилска треска потврдени изминатото денонокие. Сите се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и според лекарите состојбата им е стабилна. Еден од нив поради симптомите прво бил згрижен на неврологија, но поради позитивноста на еден од тестовите за Вест Найл вирусот е префрлен за да биде под надзор на инфектолози. За сега 8 заразени има на инфективна, од кои 76 годишниот скопјанец се уште е во критична состојба на одделот за интензивно лекување. Сите се повозрасни пациенти и најголем број од нив заразата ја добиле во земјата. Ке видиме спрема препораките има пирањето на случаите дали ќе треба да се прави дополнително прскање од земја. Така што Институтот за јавно здраве и Комисијата за заразни болести работи на мапирање на случаите и ќе се преземат дополнителни мерки. До сега, колку што знам, само еден случај од Велес. Чекаме да видиме каква е епидемиолошката анкета таму, за да видиме каква е поврзаноста. Според епидемиолозите, заразата што ја пренесува инфициран комарец, кај 80% од граѓаните не дава никакви симптоми, а околу 20% имаат лесна клиничка слика. Само 1% може да имаат воспаление на мозокот што предвидува и болничка хоспитализација, како што се и сите регистрирани случаи во земјата овој период. Као и пациенти се прават претраги по повеќе методи на повеќе места, значи ликвор, секрети и други тестови. Годинава има еден вид експанзија на вектор преносливи болести во земјата. Освен 11 потврдени случаи на западно-нилска треска, има регистрирано и 4 со маларија, 3 со денга и 1 кај кој беше потврдена зика. И сите поминале со болнички третман. Сања Димитровска, Сител телевизија. Поради појава на нова бактерија во водоводниот систем, Гостивар се уште не може да добие питка вода. Додека не се реши овој проблем, водата во градот смее да се користи само како техничка. Власти и опозицијата и денеска со меѓусебни обвинувања за епидемијата. Појава на нова бактерија во водоводната мрежа го пролонгира враќањето на питката вода во Гостивар. Иако повеќе не се присутни фекални бактерии, сепак долгото некористење на водата од инсталациите придонело за појава на нова бактерија, па водата е се уште небезбедна за пиење и покрај хиперхлорирањето и дезинфекцијата. Дури не се реши овој ново настанат проблем, водата смее да се употребува исклучиво како техничка. Се работи за бактерии кои што се развиваат во стоечка вода. Водата која што низ цевководите се движи до домакинствата или до крајните потрошувачи, затоа што не се користеше, знаете дека повеќе денови водата не се користеше, таму се развиле овие бактерии, сега доаѓа до нивно мешање, но се работи за друг тип на не толку опасни бактерии, но сепак водата се уште не е за пиење. Квалитетот на водата во Гостивар е значително подобрен, затоа е намален и бројот на ново регистрирани случаи. Во неделата имало 127 регистрирани случаи, додека во понеделникот бројката опаѓа на 106, а вчера се регистрирани 71 пациент. Во општата болница доктор Ферит Мурат Гостивар се регистрирани вкупно 49 нови прегледи, од кои 29 на инфективно и 25 на педиатриското оделение. Во моментот се хоспитализирани 20 пациенти на инфективно и 5 пациенти на оделението за педиатрија. Во здравствениот дом Гостивар се регистрирани 22 нови прегледи во дежурната служба, соопшти од Министерството за здравство. Првичните најави беа дека питка вода во Гостивар ќе има до крајот на неделава, но за да се случи тоа, треба да излезат 3 последователни негативни примероци од бактерии во водата за да се тргне забраната. СДСМ и денеска побара кривична одговорност од министерот за здравство Клековски, раководството на ДСЗИ, Центарот за јавно здравје и сите службеници кои според нив ги криеле информациите и не презеле мерки, со што го загрозиле здравјето на граѓаните во Гостивар. Институциите признаа дека црвените светла им се запалиле предоцна. Додека илјадници гостиварци пиеле вода загадена со фекалии, никој не презел апсолутно ништо. Потоа ги крија податоците од јавноста.
Сега кога кризата веќе ескалираше, признавате ризик од жолтица и други заразни болести. Премиерот Мицкоски пак бара обвинителството веднаш да ги истражи стотиците пријави за неквалитетна вода во Гостивар во 2021 година, кога министер за здравство беше Венко Филипче. 2021 година, кога председателот на СДСМ е министер за здравство и кога истата личност која што денеска излегува на пресконференција од името на СДСМ е директор во Институтот за јавно здравје, имаме преку 400 пријави за неквалитетна вода во Гостивар. Преку ништо не е превземено, нула. Јас го повикувам обвинителството ево довде од Делчево да ги провери овие наводи за кои што сега зборувам и да отпочне постапка зошто овие луѓе кога имале можност не превземале ништо и не го заштитиле здравјето на гостиварци, но не само на гостиварци, туку и на граѓаните во другите општини. Од понеделникот водата во Гостивар е дозволено да се користи како техничка, додека како питка вода е забранета од 17 јули. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Нова ескалација на конфликтот на Блискиот Исток попладна во повторно ја вивна цената на нафтата на светските берзи, која изминатите 2 дена полека се стабилизираше. Мартин Арсов известува новаа тема. Мартин, неизвестност околу цените натаму трае. Каква е состојбата денеска? Да, суровата нафта од типот Брент попладнево на светските берзи повторно порасна и надмина $90 за барел. Сепак она што и дава оптимизам на владата е тоа што цените се уште се под $100 за барел, па има се уште некаков простор дека можеби ќе има некое поевтинување на горивата следната недела. Регулаторната комисија ќе носи цени на горивата овој пат во вторник, а не во понеделник, затоа што понеделник е неработен ден. На продолжен викенд сигурно ќе се оди со дизел од 98,5 денари или пак бензини од 93 и 95 денари. А дали овие цени на вистина се најниски во регионот? Направивме споредба и ја гледаме во продолжение. Нагло поскапе суровата нафта на светските берзи. Само денеска цената за барел скокна за 7% и повторно надмина $90. Ова доаѓа по денешните нови напади на Блискиот Исток. Вчера и завчера цената на нафтата се стабилизираше и тоа и даде оптимизам на владата дека од следната недела може да има поевтинување на горивата. Ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот, имајќи предвид дека ова се производи кои што се купуваат на берза, односно сите држави ги купуваат од исто место. Нема тука голема мудрост во делот кој е поголем или помал предприемач или поголем или помал државник. Само што ние како влада одлучуваме да се откажеме голем дел од она кое што некои други држави не го направи, а тоа е големите акцизи и така натаму и така натаму. Во минатото знаете дека ние се откажавме данокот на додадена вредност. Така што остануваме со таа политика и во периодот кој што следи очекувам повторно нивелирање надолу на цените. Споредбата што ја направи Сител покажува дека Македонија е меѓу земјите со најефтини горива во регионот. Со цена од €1,5 за литар Евро Супер БС 95, земјава се позиционира на второто место, веднаш зад Босна и Херцеговина, каде бензинот чини 1,45. Повисоки цени имаат Словенија, Хрватска, Унгарија, Србија, Црна Гора, Австрија и Италија, каде литар бензин достигнува речиси €2. Кај дизелот, Македонија ја дели првата позиција со Босна и Херцеговина. Во двете земји, литар дизел чини €1,60, додека во останатите држави што ги споредивме, цените се значително повисоки. Во Србија, на пример, литар дизел се продава за €1,90, а во Италија надминува €2. Разликите се уште поочигледни при полнење на цел резервоар. За 50 литри бензин во Македонија се потребни €75,5, што е за €24 помалку отколку во Италија, каде истиот резервоар чини речиси €100. Во Австрија возачите плаќаат €93,5, а во Србија €85. И кај дизелот Македонија останува меѓу најповолните. Полн резервоар од 50 литри чини €80, исто како и во Босна и Херцеговина. За споредба, во Србија истиот резервоар чини €95,5, во Австрија над €102, а во Италија €109, односно €29 повеќе отколку во Македонија. Откако почна војната на Блискиот Исток, речиси сите држави воведоа мерки за да ги регулираат цените. Србија, Црна Гора и Хрватска ги намалија акцизите. Словенија ги укина еколошките надоместоци и ги фиксираше цените надвор од автопатите. Босна и Херцеговина ги ограничи маржите.
Во моментов кај нас во сила се намалени акцизи за денар кај бензините и 2 денари на дизелот. Сепак опозицијата, повикувајќи се на Евростат, тврди дека Македонија има најнизок животен стандард и најслаба куповна моќ во Европа. Додека Мицкоски од пресконференција до пресконференција зборува за поголем раст од ЕУ, за прво место во туризмот и за економско чудо, Евростат вели едно: ние сме на дното, најниските цени не се успех. Тие се одраз на сиромаштија и слаба куповна моќ. Евростат не држи пресконференции. Евростат објавува реалност. Од март, кога почна војната меѓу САД, Израел и Иран, бензините во Македонија поскапеа за 18,5 денари за литар, додека дизелот сега се продава 27,5 денари поскапо, отколку тогаш. Мартин Арсов, Сител телевизија. По критиките и од антикорупцијска и од опозицијските партии, власта го повлече од денешниот дневен ред законот за проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028. Нивните забелешки беа во насока дека со ова законско решение се легализира корупцијата, но и дека не смее да се дозволи набавка без тендер. Законот за проектот што треба да го стави Скопје на европската културна мапа е спорен за антикорупционерите. Предлогот на групата пратеници кој предвидува град Скопје да формира посебна фондација која нема да има обврска да го применува законот за јавни набавки, за ДКСК е неприфатлив. Антикорупционерите реагираа дека прескокнувањето на системските закони представува директна закана за трошењето на јавните пари. Дека сега согласно своите законски надлежности и во националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2026-2030 година го препозна носењето на закони по скратена постапка со кои се заобиколува примената на системските закони како висок ризик од корупција и предложи мерки и активности за нивно надминување. Исто така цениме дека вакви значајни законски решенија задолжително претходно треба да се доставуваат до ДКСК за нивно разгледување од аспект на корупцијски ризици. Со обвинување излегува од опозицијската СДСМ, оттаму бараат итно повлекување на како што го нарекуваат овој криминален закон, тврдејќи дека тој представува директна легализација на корупцијата. Одготвен е закон со кој 21 милион евра јавни пари ќе можат да се потрошат без примена на законот за јавни набавки и без тендер. Преку основање на фондација што наводно треба да го формира проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028 година, сакаат се ова да го направат. Со овој закон се создава опасен преседан, чија цел е пумпање на парите на граѓаните и богатење на поединци. Само тендери и пари, и тоа е единствената цел на оваа организирана криминална група. Законот кој треба да се носи по скратена постапка, иако беше ставен на седница за денеска, сега е тргнат, но не е целосно повлечен. Од владеачката партија велат ова го направиле на барање на опозицијата со цел да се надминат одредени несогласувања. Врз основа на заеднички разговори донесена одлука поради дополнителни разгледувања и поради барање на опозицијата како и на надминување на одредени работи кои што им се нејасни во самото законско решение, истата да биде повлечена денеска од дневен ред. Законот постои во собраниска процедура, но ќе се разгледува после одморите или кога ќе се создадат услови за истиот. Реагира и од ЛДП, тие предупредија дека простото симнување од точката од денешната седница не било доволно и бараат целосно да се повлече. Договорот за затворени врати не смее да послужи само како маневр за купување време и за подоцнежно прошверцување на истиот коруптивен модел. Тоа сценарио сме го видели и порано. Текстот мора веднаш да се повлече, да се стави на јавна консултација преку ЕНЕР и во него задолжително да се вратат сите системски механизми за транспарентност и јавни тендери. Претходно за овој закон реагираше и платформата на граѓански организации за борба против корупцијата кои побараа итно повлекување, бидејќи со овој закон се даваат огромни дискрециони овластувања на градоначалникот. На почетокот од 2026-та град Скопје објавија првични повици за културни и уметнички проекти, но поради доцнење во подготовката и институционалната структура, европските мониторинг тела претходно побараа забрзување на процесите и јасна законска рамка. Проектот се проценува на над 20 милиони евра. На 95% од тие средства се јавни пари од буџетот на владата, град Скопје и скопските општини. За директор на проектот е назначен Маријан Цветковски, доскорешниот директор на МРТ. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Последното информативно издание во 23 часот, до тогаш останете со нашата програма.